За надминување на политичката криза важно е да се работи во интерес на граѓаните на земјата и над партиските интереси. Затоа ги поздравуваме вчерашните конструктивни разговори на политичките лидери под покровителство на комесарот Хан, порача амбасадорот на Европската унија Иво Орав во името на дипломатските представници од сите земји членки на унијата по денешната средба во владата со премиерот Никола Груевски. Слични средби амбасадорите на Европската унија ќе имаат и со останатите релевантни партии во земјата. А вчерашните разговори на политичките партии со еврокомесарот Јоханес Хан резултираа со договор со кој Европската комисија оцени дека сите партии се обврзаа да ги постават најпрво интересите на граѓаните на сите заедници во земјата. Ја потврдија својата посветеност на евроатлантскиот процес и на демократските принципи, зајакнување на меѓуетничките односи и подобрување на добрососедските односи, како и дека голем број на точки ќе треба да бидат дополнително разработени и договорени во текот на следните неколку дена, а во таа смисла комесарот побара најбрзо да ги финализираат разговорите со лидерите, посочуваат од Европската комисија. Стопанската комора на Северозападна Македонија подготви и во најкус рок до владата ќе испрати конкретни мерки за излез од кризата, која според нив веќе има негативно влијание врз економијата. Конкретни бројки за влијанието во моментов немаат, но посочуваат дека забележуваат извозните претпријатија кои имаат намалени нарачки. Најпогодени се извозниците на мебел и оние што се занимаваат со градежни материјали. Од Народната банка и од Министерството за финансии бараат внимателно да се следат финансиските трансакции за да нема неконтролиран прилив или одлив на пари. 2000 деца од семејствата со социјален ризик и годинава ќе може да одат на бесплатен летен одмор. Заинтересираните од денеска до 17 јуни ќе може да поднесуваат барања до центрите за социјална работа. Оваа година планираме да опфатиме 2000 дечиња од семејствата во социјален ризик за бесплатен летен одмор во Струга во период од 7 дена, односно 6 полни пансиони, посочи министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Поранешниот американски разузнавач Едвард Сноуден ја критикуваше Велика Британија поради тоа што игра, како вели, активна улога во мрежата за шпионирање која ја формирала Американската агенција за национална безбедност и при тоа нагласи дека со тоа се жртвувани правата и потребите на британските граѓани. Британската влада не се обидува да ги сочува граѓанските слободи, туку да ги ограничи, изјави Сноуден одговарајќи на прашање на лондонската публика преку видеолинк во организација на Amnesty International.